Сите реки во Кочанскиот регион се со зголемен водостој. За тоа придонесува непрекинатите врнежи во изминатите 48 часа. Според управата за хидрометеоролошки работи, во Кочанско во изминатите 24 часа наврнале просечно над 39 литри на метар квадратен. За сега речните корита можат да ги прифатат овие количини, за да не дојде до излевање и поплавување на околните земјоделски површини. Најголем пораст на нивото на водата има во реката Брегалница, посебно на делот после Злетовска река. Мерењата на водостојот покажуваат нејзино постојано покачување. Пред половина час, како што реков, ја проверив, контролирав нивото на река Брегалница, изнесуваше 220, што значи дека водостојот на река Брегалница иде во нагорен подем. Ако имаме во предвид, моето искуство до сега кажува дека нивото на река Брегалница излегува од своето корито на висина од 250 висински стоп, што значи дека таа можност може во вечерните часови да се достигне и ќе биде алармантно за водите на реката Брегалница. Под вода се околу 40 на хектари оризни ниви во близина на Градовци, што е резултат на покачувањето на нивото на подземните води во близина на реката. Поплавување има и околу коритото на Брегалница во атарот меѓу селата Теранци и Мојанци. И нивото на Кочанска река се покачи за десетина сантиметри, а зголемен водостој има и Злетовска река. Од Центарот за управување со кризи велат дека тоа сепак не представува закана за поплавување на куќите во блиските села. И во акумулациите во регионот има зголемен доток на вода. Во браната градче влегуваат по 5 метри кубни вода во секунда, а дотокот во Калиманци е многу поголем. Односно, во неа се влеваат по 50, а се испуштаат по 14 метри кубни вода во секунда. Според одговорните во водостопанство Брегалница, акумулацијата има резерви за уште околу 10 милиони метри кубни, па ако врнежите продолжат, таа ќе почне да се прелева.